Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде во новото издание. Јас ве пречекувам во оваа емисија во Хамбург, каде што сме поканети на ексклузивно возење на Range Rover Evoque и ќе се запознаеме со крајните можности на ова возило и во теренски услови. Но, прво започнуваме со стандардните содржини во Автомагазин, а кон крајот на денешното издание ќе видите што може да направи овој британски убавец и на асфалт, но и вон асфалт. После една година подготовки, Скопје Сити Мол ги пречека љубителите на автомобили. За разлика од сите досегашни манифестации од овој тип, кои во скорешното минато ги нема многу, овој пат, освен кон сегашноста, погледот беше насочен и кон алтернативната иднина. Сите намерни и случајни посетители на настанот беа пријатно изненадени од многобројноста на електричните тротинети, велосипеди и скутери. Тие во вистинска мерка ни ја прикажуваа насоката во која ќе се движи урбаната мобилност. Дури и кај нас во оваа наша средина во која цврсто владеат конзервативните сваќања. Тоа пак како позитивна страна беше истакнато со присуството на олтајмерите. Скоро сите од нив беа во идеална состојба, повеќето и регистрирани за секојдневен сообраќај, но и покрај староста на нашиот возен парк во него сепак доминираат современите автомобили. Со нив како основен стожер, манифестацијата на Скопје Сити Мол ја заокружи идејата за своевиден времеплов, обединувајќи ги иднината, минатото и сегашноста. Следењето на трендовите во ова време е исклучително важно и токму во тоа го гледаме при денесот на викенд настанот организиран од Скопје Сити Мол. На него сите љубители на автомобилската индустрија и следбеници на технологијата имаа можност да допатуваат низ времето, при тоа соочувајќи се со трилемата, каде да го задржат своето внимание, на олтајмерите кои го представуваа минатото, на новите возила од сегашноста или пак на електричните алтернативи за иднината. И покрај декларативните заложби на Fiat Chrysler, спиралата на судбината започна да го влече Масерати кон неизвестноста. Главниот удар ќе пристигне од Ферари, кој ќе престане со производство на погонски единици за оваа марка. Соработката на двата италијански производители, кои доскоро беа заедно под капата на Fiat Chrysler автомобили, датира од 2002 година. Во моментов V6 и V8 моторите од Маранело се вградуваат во сите модели на Масерати. Така ќе биде во наредните 2-3 години, после што договорот за соработка нема да биде продолжен. Изненадувачки е што одлуката за ова доаѓа од страна на Масерати, посебно затоа што дизелите веќе го загубија тлото под нозете. Но во заблуда сте ако сметате дека иднината се гледа во електриката. Точно е дека компанијата се подготвува да лансира вакви верзии на повеќе своји модели, но италијанците тврдат дека Масерати никогаш нема да стане производител исклучиво на електрични возила. Спротивно на трендовите, тие сметаат дека на марката и требаат мотори со внатрешно согорување кои обезбедуваат сирови емоции. Со слични храбро искажани епитети во 2014 година беше представен и Алфиери, во кој се полага голема надеж, но тој е барем 2 години далеко од своето лансирање, кое лесно може да се одложи за уште 2. Во меѓувреме продажбата и понатаму ќе паѓа. Лани таа изнесуваше 35.000 возила, што е за 1/3 помалку од претходната 2017 година. Најдобрите нешта настануваат по едноставни рецепти. Потребни се само вистинските состојки. Оваа реченица најдобро ја опишува Mazda MX-5, со која јапонците своевремено му покажаа на светот дека и тие може да направат автомобил што предизвикува емоции. Уште кога се појави овој ростер со чисти линии и погон на задните тркала, веднаш стана вистински хит. Малата тежина и динамичниот мотор обезбедуваа повеќе од забавно возење.
Американците полудеа по него, а заразата брзо се прошири и во Европа. И така 3 децении и 4 генерации. Секоја наредна беше подобрувана на задоволство на купувачите. Затоа и во 2000-та година MX-5 Miata се наоѓа во Гинесовата книга на рекорди како најпродаван спортски двосед. И актуелната генерација која се појави пред 4 години беше препозната како наследник на култот што го створи. Ги освои титулата и наградата за дизајн од жирито за избор на светски автомобил на годината. Оптимално распоредената тежина меѓу оските и одлично искористената силина и дадоа перформанси кои со обновувањето лани беа дополнително зациментирани како перфектни за ваков автомобил. На прв поглед, волитарскиот бензинец со 184 конски сили изгледа слаб, но тој е способен да предизвика ерупција од адреналин. Дел заради максималните 7.500 вртежи што ги достигнува, а дел и со одличната ускладеност со останатите компоненти на возилото. Тоа е произлезено од долгорочната стратешка филозофија на Mazda, изразена преку различни јапонски мудри мисли. Но, ако погледнеме 3 децении наназад, ќе видиме дека со или без нив, Mazda имаше јасна визија што сакаше да постигне со Miata. Во моментот, незината продажба се движи едва и околу 10.000 примероци во Америка и 15.000 во Европа, но сепак таа важи за еден од најпосакуваните автомобили за своја душа. Škoda. Simply clever. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг. Освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision. За 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. За секој кој постојано се стреми кон повеќе. Ова е твојот нов фокус. Прогласен за автомобил на годината во Македонија. Електричните возила под огромен политички притисок стануваат се поприсутни во секојдневниот сообраќај. Поради диктатот од центрите на моќ се случуваат интересни коалиции помеѓу поранешните лути ривали, како најавената на Fiat Chrysler автомобили и PSA. Имено, електричниот Peugeot 208 ќе биде донатор на идното електрично возило на Fiat.
Volkswagen пак своето електрично возило ID ќе го претвори во семејство од можни 9 модели. Во следните прилози повеќе детали за овие теми. Она што никој не можеше ќе го сторат електричните возила. Ќе ги обединат најлутите конкуренти. Примери за сега нема многу, барем не кај големосериските производители, но доколку се остварат тие за кои се шпекулира ќе бидат историски. Например, соработката меѓу PSA и FCA. За неа започна да се зборува пред кратко време, но само во рамките на предпоставките. Се до пред некој ден, кога извршниот директор на итало-американската компанија Майк Менли официјално откри дека се заинтересирани за електричната платформа на француската групација. Со неа Fiat лесно и брзо ќе добие мал електричен автомобил базиран на Peugeot 208 Electric, кој ќе го врати во центарот на случувањата на автомобилската сцена. Со тоа и веста за можно партнерство или пак спојување на двете компании ќе се најде во епицентарот на настаните во автомобилската индустрија. Што ќе се изроди од оваа негова желба, неблагодарно е да се прогнозира, но факт е дека Fiat Chrysler допрва треба да развиваат своја електрична програма, а за тоа тешко е да се поверува дека има ресурси. Време секако нема, а во однос на парите се споменуваат некои 2 милиарди евра минимум. Затоа, за да полесно ги следи новите еколошки норми, една ваква соработка со некој друг производител е доста веројатна. А Fiat веќе има 2 активни соработки во доставната програма со Peugeot, така што ова нема да биде нешто како од небо паднато. Сепак да почекаме уште малку за да даваме прогнози. Ако досега електричните автомобили беа екзотика, тие дефинитивно го започнуваат финалниот дел од патот на нашето секојдневие. Во голема мерка благодарејќи на Volkswagen и неговото ID семејство, чиј прв член веќе може да се нарача. На невидено мора да кажеме, бидејќи за него се уште официјално нити се познати деталите, ниту финалниот изглед. За да се задржи мистериозноста, но и вниманието на јавноста, Volkswagen одржа пресконференција со која го означи почетокот на неговата продажба. Како носител на електричните активности на марката, тој ќе има ознаката ID3 и ќе биде хеджбек нешто помал од голф. Ново додадената бројка во ознаката навестува дека неговите електрични браќа место со криптични зборови како концептите ќе бидат означени со бројки. Потврдата за ова доаѓа и од фактот дека Volkswagen веќе ги има заштитено ознаките ID1 до 9 за употреба. Купувачите на овој автомобил може да очекуваат 3 изведби со различен капацитет на батериите, а со тоа и автономијата. Конкретно од 45, 58 и 77 киловат-часови, кои ќе обезбедат автономија од 330, 420 и 550 километри. Веројатно и силината на електромоторот ќе се разликува од досега познатите информации. Најмоќниот ID3 би требало да има околу 150 киловати. Цената на најефтината изведба ќе биде 30.000 евра. Официјалната премиера на ID3 ќе се одржи во септември на салонот во Франкфурт, а првите испораки ќе стартуваат во средината на идната година. Колкав е интересот за него докажуваат регистрираните 10.000 нарачки само во првите 24 часа. Пред да се вратиме во Хамбург со рапортот од возењето на Range Rover Evoque, даваме предност на настанот кога го покрија моите колеги, а беше исто така ултра атрактивен. Со самото споменување на настан, во чиј назив се содржи зборот Порше, адреналинот се крева до крајни граници, посебно ако тој се одвива кај нас во Македонија. Бевме присутни на скоро сите вакви настани досега, но овој ни привлече внимание најмногу заради рутата која не водеше од Скопје до Галичник. На таа рута седнавме зад управувачот на дури 7 модели на марката од Цуфенхаузен.
Невообичаениот избор само навидум беше таков, бидејќи ни овозможи да се запознаеме со својствата на целата гама на Порше на сите видови патишта, на секаков асфалт. Под строгото око на инструкторот од Велика Британија, патувањето го започнавме со најмаркантниот модел, големата Панамера. И тоа не со било која, туку со Turbo SE хибридната изведба. Незиниот електромотор од 136 коњи безшумно и 100% еколошки не извлече од градските улици на автопатските широчини, каде на сцена стапи 4-литарскиот твин турбо V8 агрегат. Не ги штедевме километрите на час, но не можевме ни одалеку да се доближиме до максималните можности на нивните заеднички 680 коњски сили. Затоа се препуштивме на уживање во возењето, кое 5-метарската лимузина несебично го овозможува. Чепкавме малку и по сетинзите на возилото, колку да ја видиме разликата, а таа, верувајте, на вистина се забележува и тоа веднаш. Она што не го забележавме е како бргу ни помина времето во возењето до Тетово, каде ја одстапивме на нашите колеги. Не бевме воопшто разочарани затоа што според однапред одредениот план за возење, во наредните километри за нас беа резервирани две верзии на легендата 911. Првата беше во основната карера S изведба, а втората во повеќе посакуваната 4S варијанта. Во своето ново издание и двете не воодушевија, но за нив нема да зборуваме сега, бидејќи за блиска иднина ви подготвуваме посебно изненадување. Затоа директно ќе се префрлиме на најмалите членови на семејството на Порше, моделите 718 Кајман и Бокстер. Иако познати веќе 3 години, да не оставите за нив, ќе зборуваме до утре наутро. Делницата околу Маврово по која ги возевме ни се погоди. Таа во целост одговараше на нивните способности, а одличното време не предизвика и да го спуштиме покривот на Бокстер. Во таков амбиент имавме доволно време да ги комплетираме впечатоците за нив, дури и оние за перформансите. За жал, бидејќи возевме во колона еден за друг, не можевме целосно да ги почувствуваме, но моментите што ги украдовме ни покажаа дека двете мали ѕверки на Порше достојно го носат наследството на марката. Посебно Бокстер, кој беше во GTS изведбата, која во согласност со отворената каросерија ни покажа дека возењето со него може да биде и грациозно. За секоја пофалба е хармонијата што инженерите на Порше ја имаат постигнато меѓу динамиката при остри реакции на свиоците на кајгаличник и гладкоста со која се движеше на ретките парчиња мазен асфалт околу Мавровското езеро. Пргавоста на неговите 365 коњи не ја засени ниту гучавота од ветерот околу ушите. Тие едноставно беа подготвени за галоп во секој момент, исто како и оние кај Кајман Т. Тој ги има вкупно 300 на број, но целокупното обкружување во возилото прави да изгледаат повеќе. Акцентите ставени на спортското чувство се насекаде околу вас. Деталите, како што се црвените инструменти и платнените каивчиња место рачки на вратите, во иста боја создаваат амбиент дека се наоѓате во болид подготвен за постигнување спортски рекорди. Звукот на моторот провокативно се одбива од купе каросеријата, која ви дава чувство како да е одвиткана околу вас. Иако со своите 275 км на час со исклучок на Макан беше најбавен во штутгартската колона, таквата атмосфера правеше да изгледа најбрз. За разлика од него, Кајен Турбо навистина беше брз, но она што повеќе се цени кај едно такво возило се способностите со кои располага. Иако ги има, не мислиме на теренските можности, туку на се она што ни овозможува максимум релаксирано и безбедно возење на автопат. Списокот опрема е долг и на него има се што човек може да посака, од head-up дисплејот до инфрацрвената камера за побезбедно возење ноќе. Сите сигурносни системи се подразбираат, како и додатоците кои го подигнуваат значењето на зборот комфор на едно поинакво ниво. Впрочем, тоа и не треба да чуди, бидејќи тој беше и најскап од сите 7 возила со амблемот на Порше кои ни беа на располагање. Колку точно ќе чини, зависи од вашите лични желби, кои доколку се одлучите за него, ќе бидат ставени на сериозен испит при изборот.
Range Rover Evoque припаѓа на класата луксузни спортско корисни возила. Рака на срце, откако се појави пред 10 години, оваа класа на компактни спортско корисни возила со премиум предзнак се зголеми. Ги има од многу, скоро од сите производители. Во продажбата на прво место доаѓа Porsche Macan, а потоа идат и другите производи. Evoque е припадник на Range Rover во секоја смисла на зборот. Единствено што го разликува од неговите поголеми браќа, тоа е димензијата. Иако е втора поред генерација, Range Rover Evoque нема нараснато многу во димензиите. Тој е долг 4,37 метри и во скоро исти димензии успеа да најде повеќе простор на задната клупа и да се направи далеку по-пријатен дизајн на внатрешноста, на која голем дел и припаѓа на функционалноста. Целата внатрешност е како изработена од еден здив. Пред се направени се добри измени на инструмент таблата, но најголемата е на двата големи екрани кои се на централната конзола. Новата генерација на Evoque е наменета и инспирирана на екологијата. Имено, многу материјали во внатрешноста се произведени од процесот на рециклажа, а исто така има употребено и материјали, природни материјали кои лесно се обновуваат. Па така, седиштата и некои пластични површини се изработени од рециклирана пластика, дури 33% од текстилните површини кои се употребуваат во внатрешноста на Evoque се всушност изработени од еукалиптус. Сите моторни и комбинации со менувачи, осем оној од 2-литрениот дизел со 150 конски сили се опремени со умерен хибрид. Тоа значи дека има посебен акумулатор со силина од 48 волти кој овозможува намалување на потрошувачката за 16% и зголемување на перформансите дури за 6%, дури е тој во употреба. Инаку тој има сила да издржи 7 километри на возење на струја и секогаш тој се активира кога возите со брзини до 17 км на час. Општиот заклучок за новиот Evoque е дека е на многу повисоко технолошко ниво отколку претходникот. Па, затоа од него може да се очекуваат многу работи кога станува збор за возење на асфалт, а повеќето од неговите собственици ќе го возат на асфалт. Возачката позиција е подобрена е ергономијата, дури и избегнати се некои решенија пред се на менувачот кои порано беа со ротационо копче. Се разбира кога збориме за автоматските менувачи. Инаку возењето е тивко за овој тип на возила. Единствено може да кажем дека чувството на управувачот е малце воздушесто, како да управувате со многу полесно возило, но тоа не се одразува на прецизноста на управувањето. Едноставно, во Evoque се седи и се управува господски. Благодарение на реорганизацијата на внатрешниот простор, профитирано е и на задната клупа која сега има многу повеќе простор отколку во претходната генерација, па дури има и повеќе простор во гепекот. Но нас секогаш не интересирала возачката позиција, а таа можам да кажам дека е на извонредно високо ниво. Тоа беа нашите впечатоци за возењето на Range Rover Evoque на асфалт. Но неговите гени ветуваат и одлични теренски карактеристики. Затоа домакините се потрудија да ни ги покажат крајните можности на ова шмекерско спортско корисно возило.
дојде назад во Хамбург. Ние имаме кучешки услови на работа. Врне дожд, пречките кои нашиот домаќин ги направи за ивок се направени од метал, па затоа има и поголема прокнизување на тркалата. Во следниот дел од тестот ќе видиме се што може да направи овој градски шармер на теренот. Иако повеќето од купувачите нема да го возат на овој начин, домакините се погрижија да без милост го доведат во крајни ситуации Range Rover Evoque, за да покажат што значи производ кога го носи беџот на Range Rover. И затоа на теренот ќе видиме како се однесува овој градски шминкер или пак градски каубој, како сакате да кажете, на теренот. Затоа домакините ни подготвија интересни пречки од кои на вистина срцето почнува да бие многу силно. И да почнеме од најмалата пречка. Многу е битно тркалата секогаш да бидат во вистинска позиција и да не се претерува со додавање на силата. Тоа ќе не одржи на вистински смер и електрониката ќе работи за нас. Важно е само да имаме артикулиран однос кон забрзувањето. Кога возите на ваков терен, многу битно е да се има асистенција на камерите кои покажуваат што се случува надвор од автомобилот. И Land Rover, односно Range Rover, има извонреден систем. Тоа може би го видовте и на претходните снимки. Но тоа се камери кои ви покажуваат во која положба се тркалата. А тие секогаш треба да бидат во вистинска положба ако сакате да ги поминете сите пречки како што треба. Погонот на сите 4 тркала одлично функционира, бидејќи е контролиран од електрониката, која пак има дури 7 програми на работење. Range Rover во ниеден случај не сака да импровизира и знаејќи дека повеќето купувачи на овој автомобил нема да излезат од асфалтот, сепак и го опремува овој автомобил не само со погон на сите 4 тркала, туку и со електроника која ќе ви помогне да поминете на тежок терен. Ова импровизација на тежок терен, па затоа може да се види дека овој систем работи извонредно. И секогаш има забава кога се наоѓаме надвор од асфалтот, а со Range Rover Evoque тоа се случува за сите пари. Сепак, ќе повторам дека ниту еден купувач нема да го вози Evoque на овој начин и нема да го малтретира на вакви пречки. Но, ние сме затоа тука да ви покажеме што може да направи тој. А кога се зборува за офроудот, тогаш Range Rover Evoque со полно право го оправдува своето име и своето презиме. Верувам дека од снимките на офроуд полигонот и вие се возбудивте и вашите срца почнаа да тропаат многу посилно него нормално. Јас би можел уште цел ден да набројувам што се има во Range Rover Evoque, но пред се во него е, како што реков, имплементирана идејата за луксузно возило кое е издигнато од тлото, но и има извонредни теренски манири. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ве поздравувам и ви закажувам следна средба за 7 дена. До гледање.